Драги другарчињи и родители, добре дојдовте во ова видео од Е за анимална. Јас сум учителка Милка Стаменкова од детската градинка Гоце Делчев од Виница. Верувам дека многу си недостигаме со нашето дружење, па затоа денес решив повторно да се дружиме, но на малку на поинаков начин. Јас решив да ви раскажам еден расказ, а вие ве молам внимателно слушајте. Расказот се вика Дедовата ракавица. Одел дедото низ шумата, а по него одело и кучето Мрџо. Одел дедото, одел и оп, ја загубил својата ракавица. Дотрчало глувчето и прашало: Ракавицо, ракавицо, кој живее во тебе? Видело глувчето, немало никого, влегло во ракавицата и останало да живее во неа. Дошла жабата. Оп, оп и прашала: Ракавицо, ракавицо, кој живее во тебе? Јас, глувчето Грицко. А кој си пак ти? Јас сум жабата Кекерана. Влези, ке живееме заедно, рекло глувчето. И така сега биле двајца во ракавицата. Скокало зајчето во шумата, скок, скок, скок и прашало: Ракавицо, ракавицо, кој живее во тебе? Јас, глувчето Грицко. Јас, жаба Кекерана. А кој си пак ти? Јас сум зајче Кусолпавче. Влези, ке живееме заедно, рекле глувчето и жабата. И така сега биле тројца во ракавицата. Дотрчала лиса. Ракавицо, ракавицо, кој живее во тебе? Јас, глувчето Грицко. Јас, жаба Кекерана. Јас, зајче Кусолпавче. А кој си пак ти? Јас сум кумалиса Итрица. Влези, ке живееме заедно, рекле сите. Сега станале четворица. И ете некој трча кон ракавицата и прашува: Ракавицо, ракавицо, кој живее во тебе? Јас, глувчето Грицко. Јас, жаба Кекерана. Јас, зајче Кусолпавче. И јас, кумалиса Итрица. А ти кој си? Прашале сите четворица. Јас сум кумчо Волчко. Влези, ке живееме заедно, му рекле сите. Влегол волкот, станале 5 мина, а внатре било тесно, немале каде да се свртат. Наеднаш се затресле гранките. Одела мечката. Дошла до ракавицата и замраморела: Ракавицо, ракавицо, кој живее во тебе? Јас, глувчето Грицко. Јас, жаба Кекерана. Јас, зајче Кусолпавче. Јас, кумалиса Итрица. И јас, кумчо Волчко. А кој си пак ти? Ху-ху-ху! Многу сте биле. Јас сум Бабавеца. Влези, ке живееме заедно. Влегла мечката и станале 6 мина, а внатре било толку многу тесно, само што не прснала ракавицата. Токму тогаш дедото забележал дека му ја нема ракавицата и се вратил да ја бара. Кучето Мрџо трчало напред, трча и гледа, ракавицата лежи и се мрда. Кучето залајало: Аф, се исплашиле глувчето, жабата, зајчето, лисицата, волкот и мечката. Излегле од ракавицата и се разбегале низ шумата. Дедото се наведнал, ја земал ракавицата и тргнал со кучето на лов. А сега ќе имаме разговор за расказот. Како ќе се одвива тоа? Јас ви поставувам прашање, а вие го стопирате видеото, го одговарате прашањето и потоа повторно го вклучувате видеото. Јас ви поставувам друго прашање. Вие повторно стопирате го видеото и се така. Имаме 5 прашања. Првото прашање е: кој беше во расказот? Во расказот беа дедото, кучето Мрџо, глувчето Грицко,
жабата кекерана, зајчето кусоопавче, кумалиса Итрица, кумчо Волчко и баба Меца. Второ прашање. Кој си ја загуби ракавицата? Ракавицата си ја загуби дедото. Трето прашање. Кој прв дојде до ракавицата? Во ракавицата прво дојде глувчето Грицко. Трето прашање. Кој последен дојде во ракавицата? Во ракавицата последна дојде баба Меца. Пето прашање. Кога во ракавицата беше најтесно? Во ракавицата беше најтесно кога влезе баба Меца. Ви благодарам за вниманието. Драги другарчиња, ви посакувам добро здравје и поскоро видување во нашите занимални.